СДСМ си го зголемува кругот на самопрогласени непријатели. Сите што не се согласуваат со Филипче, работеле за Мицкоски, така барем смета Филипче. Оние кои бараат партиски реформи поради катастрофалните резултати и политики, признава дека се откажале од партијата, но ги набедува дека биле финансирани од власта, па немало да ги коментира. Јас не би ги коментирал проектите на Христијан Мицкоски. Жал ми е што дел од другарите се откажа од партијата, од својата идеологија. Тоа е веќе видено. Тоа е претходниот проект. Знам кој што е постепено пропаѓа. Исте организаторот и исте финансиерот. Ние сме посветени на друга работа. Да го окрупнуваме фронтот. Праксата на напади продолжува, па последно на тапет се најде аналитичарот Петар Арсовски. Според СДСМ тој со години работел за партијата, а сега го обвинија дека си ја продавал верата за вечера. Убедени се дека шурувал со ВМРО ДПМН. Правец, единствено нешто што може да одработат е да го ослабат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што ние од тоа не видовме јасна критика на власт. А тие така наречени новинари и аналитичари ги гледаме како со текот на годините, врз основа на близината со одредени политички субјекти и поединци, ги менуваат ставови. Инаку, поради состојбите во СДСМ, поранешни и сегашни видни партиски функционери формираа платформа насловена разговори за еднината. Од таму велат дека на Македонија е потребен општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени.